Овие снимки се портрет на сегашниот типичен изглед на индустријските гиганти од минатиот политички систем. Но за разлика од многу други, погоните и зградите на Шик Елак од Тетово нема уште долго да бидат споменик на некое друго време. Парцелата од 71.000 квадратни метри однеодамна доби нова намена. Наместо за индустрија, општината Тетово одлучи локацијата да се користи за домување и за трговски дејности. Со новиот детален урбанистички план, кој општината го истурка веднаш по изборите, предвидени се 27 стамбени згради високи до 7 ката и 4 големи трговски единици, од кои една огромна. На прва, се чини дека нема ништо лошо во идејата да заживее пропаднат дел од градот, но реакциите не се такви. Првиот проблем е што преку ног земјиштето на локацијата стана неколку пати повредно, бидејќи наместо фабричките хали, сега е дозволено да се градат згради и огромни трговски единици. Најголем дел од парцелите на локацијата се во државна сопственост, но има и на приватни фирми и на поединци. Токму приватниот, а не јавниот интерес, според ВМРО ДПМН е причината за носењето на дупот за Шик Елак и околината. Согласно законот, кога ќе се распишат изборите, запираат сите активности, освен оние кои што се неопходни. Изборите беа распишани на 15 февруари. На 21 февруари оваа година општина Тетово поднесува барање за одобрение до Министерството за транспорт и врски. Министерството за транспорт и врски одобрува детален урбанистички план со 230.000 метри квадратни, само хартијата е околу 300 страни, за само 7 дена, од кои што 2 се викенд, и на 28 февруари го дава одобрението, во услови кога во Македонија човек за обичен документ му треба месец или 2 за да го извади, што јасно значи дека воопшто и не е прочитан тој детален урбанистички план, туку по нечија наредба е само подпишан, и второ е во период на распишани избори, што е класичен исто така конфликт на интереси. Причината за брзањето и фактот што деталниот план помина во општинскиот совет еден ден по формирањето на новата влада на СДСМ и ДУИ, според Николовски, е Миодраг Давидовиќ Дака. Црногорскиот бизнисмен кој беше обвинуван за врски со Белград и Москва при обидот за државен удар во Црнагора пред 4 години, купил дел од Шик Елак по ниска цена, додека фирмата била загубар, очигледно целно, обвинува Николовски. Прашањето е зошто владата не отишла на наддавање, како и можела да се постигне повисока цена, прва варијанта. Втора варијанта, зошто не ги понудила, например, на фондот за здравство, па да фондот за здравство окрупни таму. И трета работа, зошто владата не инсистирала прво да помине овој детален урбанистички план, да се качи вредноста на земјиштето, па потоа да оди или со подавање со непосредна спогодба, но со многу повисока цена, или да оди со јавно надавање каде што уште повисока цена би се постигнала и би оствариле намирување на долговите и работниците и сите оние кои што беа доверители во Шик Елак. Сето ова мириса на многу корупција и на многу судир на интереси. Ставот на владата е дека Миодраг Давидовиќ Дака купил дел од сопственоста на Шик Елак, но за време на владеењето на ВМРО ДПМН. Деталниот план, вели премиерот Заев, е усвоен за кратко време затоа што претходно бил враќан неколку пати. Собственоста на дотичниот господин во Шик Елак е остварена 2015-14 година и слично. Тука немаме промена на некаков вид на собственост. Урбанистичкиот план е вратен 3-4 пати, како што се и другите со сите забелешки од страна на транспорт и врски. На крајот на февруари оваа година е дадена согласност за урбанистичкиот план. И на крајот на денот, фала Богу, Тетово нека се гради, нека се шири во периферијата. Аман доста е во центарот на градот со узурпацијата на сите места. Во потрага по вистината, 360 степени го обезбеди историјатот на промени на собственоста на локацијата. До 1939 година имотот бил вакавско добро на Долна Чаршиска Тупан џамија. По војната имотот се национализира, а во 1963 година дел од парцелата е издвоена за изградба на Шик Елак. Низ годините, Шик Елак добива право на користење на целата парцела, а по самостојувањето на Македонија речиси целото земјиште под и околу предпријатието поминува во државна сопственост. Први кои се обидуваа да го земат земјиштето од државата се од Тетовското муфтиство на исламската верска заедница. A është fakt historik të shënohet në katastër, keni mundësi që dhe vetë merrni
историјатин e asaj parcele dhe të shihni se çka ka qenë fillimisht. Deri në vitin 1948, kur edhe me reformën agrare uzurpohet. Ndërsa në vitin 1964 i sillet edhe vendimi për nacionalizam. Местото на кое имало и џамија и муслимански гробишта, ИВЗ не успева да го добие назад. Во 2001 година, ИВЗ преку денационализација бара да и се врати целото земјиште. Во 2008 добиваат решение од Управниот суд, со коим се враќаат само 1130 квадратни метри, додека за другите близу 78.000 квадратни метри добиваат обврзници во вредност од 270.000 евра или компензација од 3,5 евра по квадрат. Образложението на судот е дека државното земјиште кое се бара е исполнето со објекти од државен интерес. Во 2009 година Шик Елак оди во стечај. Во процесот што следува имотот се дели на доверителите, од осигурителни компании до работници. Во стечајната маса влегуваат објектите и машините, но не и земјиштето кое е на државата. Дури во 2016 година, во списите на катастарот се јавуваат првите барања за приватизација на земјиште на локацијата. Според историјатот за парцелата, тоа се заедницата на доверители Андре Спасеновски, Бранимир Компани, Бекамп и Борислав Алексовски. Дури во 2019 година, кога на власт е СДСМ, во историјатот на парцелата се впишува и право на собственост на околу 6000 квадратни метри на фирмата Елак Градба, чиј газда е токму Миодраг Давидовиќ Дака. Јавно достапните документи сепак не покажуваат од кого Дака го купил земјиштето во Тетово пред тоа да стане скапо. Неофицијално, бизнисменот купил дел од имотот на доверителите, па го приватизирал земјиштето под објектите. Проверлив е само фактот дека фирмата со која Дака тргувал во Тетово е формирана во февруари 2016 година, односно во периодот на претходната власт, и дека нејзиното сопствеништво завршува во Панама. Дека влезот на Дака на парцелата на Шик Елак има и политичка позадина, покажаа дел од предизборните бомби, во кои Зоран Милевски Кичеец за надоместо 300.000 евра е во улога на посредник на црногорскиот бизнисмен за сделки во Штипи во Тетово. Ти спрема мене немаш ништо. Јас ти кажувам што имаш со Рашковски. Не ме интересира. Сакаш да се тргнам скроз? Зашто зборуваме тогаш? Завршено е нула. И во Тетово и во Штип. И јас дури сега да дознам од Рашковски дека треба дури сега да вршат проценка на Шик Елак после 3 години? Во изјава 3 дена по објавувањето на бомбата, Дака призна дека првите пари ги дал во 2016 година, кога на власт е техничката влада на ВМРО ДПМНЕ. Но тој негира дека подмитувал и тврди дека му платил на Кичеец за посредништвото. Бизнисменот Зоран Милевски го запознав преку угледен белградски бизнисмен кон крајот на 2016 година. Милевски ми е препорачан како сериозен деловен човек од Македонија, кој е во можност да ми ја пружи потребната поддршка и логистика. Фактот дека наведените парични средства сум ги исплатил на Зоран Милевски во времето на владата на Никола Груевски, а не во владата на Зоран Заев, исто така потврдува колку написите се невистинити, а над се со цел и монтирани. Актуелната состојба на парцелите на Шик Елак говори дека Дака поседува околу 6000 квадратни метри на локацијата или само околу 7,5%. Парцелите кои се во државна собственост сега гласат на име на Република Северна Македонија, а до неодамна некои од нив беа на име на УЈП или ПИОН. Низ службените весници може да се најдат неколку огласи во кои владата на Зоран Заев на 3 седници кон крајот на 2018 и почетокот на 2019 година дава согласност за продажба на имотот што го поседуваат државните институции со подавка преку нотар. Правнички, тоа значи да се понуди просторот на другите сосопственици, односно на Давидовиќ, кој веќе поседува дел од комбинатот. И покрај трите одлуки за продажба, тие не се реализирани и имотите се уште се во државна собственост. Дали и кому биле понудени овие парцели, не може да се провери, но развојот на бизнис аспектот на приказната е неважен за другите засегнати во приказната. За тетовското муфтиство, целиот процес значи изградба на станови и трговски центри врз верски објекти и гробишта. Dhe problemi në vakufeve kam vetëm dy fjalë të them. Dhe ato që kanë ndodhur sot me vakufet
Nukam комент. Иако планот е донесен, од негова измена не се откажуваат екологистите. Невладината екогерила подсетува и дека со сегашниот број на жители, Тетово има сериозни комунални проблеми. Поголемиот дел од градот останува без вода за пиење, нема добар систем на канализација, нема доволно улици, обиколници, булеварди, нема доволно, далеко сме од доволно паркинзи, паркиралишта, гаражи, катни, подземни такви работи. Значи, градот едноставно не е во состојба да прифати такво зголемување одеднаш. Значи, се калкулираше дека ќе биде зголемен за околу 8.000 граѓани одеднаш. Тетово е далеку од потребната инфраструктура да се дозволи такво нешто. Според Џафери, реакциите на тетовци за планот се пред се емотивни поради историјатот на парцелата, а не поради урбанистичкото решение и бизнис потенцијалот. Дали во случајот има криминал, треба да каже јавното обвинителство. Оттаму засега не кажуваат дали отвориле постапка по допрен глас, додека новиот министер за правда, Бојан Маричик, ги упати новинарите одговори да бараат токму таму.